Ја читаме книгата Великден и за тебе од доктор Иван Грозданов. Ова е книга која зборува за животот, смртта и потоа. За прашањето, кога ќе умре човек, ќе живее ли пак? За тоа, дали и како би можел умрен човек одново да живее? Воскресение, што е тоа? Што значи Христовото воскресение за нас денес? Твој и мој Великден. Квантна спрега и телепортација, наука и Библија. Великден и за тебе од доктор Иван Грозданов. Втор дел. Под В. Дали и како би можел умрен човек одново да оживее? Од тоа што претходно го објаснивме, јасно е дека умрен човек може одново да оживее само ако во релативно здраво тело се врати неговиот дух, кој одново ќе направи жива душа. Дали е тоа можно и дали тоа се случува во пракса? Се разбира дека е можно, но само ако така сака оној што е господар на духот, имено самиот Господ. За жал, општата уредба што Господ ја воспоставил гласи: на човекот му е определено еднаш да умре, а потоа суд. Свето писмо, послание до евреите, глава 9, стих 27. А смртта на човекот во Светото писмо е дефинирана вака: ќе се врати правот, телото, во земјата, како што бил, а духот ќе се врати кај Бога кој го дал. Свето писмо, книга Проповедник, глава 12, стих 7. Значи, по правило, кога духот еднаш ќе излезе од човекот, тој не се враќа во безживотното тело, туку се враќа кај Бога да даде отчет за животот на човекот, пошто Господ ја определува на тамошната судбина на тоа лице. Се разбира, Господ го има ексклузивното право да направи исклучоци и да овозможи одново враќање на духот во телото на човекот кој веќе го предал својот дух, пошто човекот одново би оживеал, но по правило Бог тоа не го прави. Го има правено, но само во ретки исклучоци. И сепак, сите случаи на одново оживување на претходното тело по известно време завршиле со умирање. Тие случаи не се баш воскресение, туку само одново оживување од привремен карактер. Луѓето кои кажуваат дека доживеале клиничка смрт и потоа одново оживеале, веројатно се пример на привремен застој на функционирањето на телото, а не и за фактичка смрт, односно духот веројатно се уште не го напуштил телото на тој човек, па затоа по известно време, кога ќе заврши застојот во функционирањето на телото, човекот оживува. Во такви случаи раскажувањата на лицата кои се вратиле во живот после клиничка смрт, за тоа што доживеале, чуле и виделе додека биле во клиничка смрт, треба да се примаат со резерва и да се филтрираат преку библиските учења. Под Г. Што значи воскресение? Воскресението на починатите е речиси ексклузивно сведоштво, учење, верување и надеж кои произлегуваат од изворното библиско христијанство. Воскресението не го измислиле христијаните, туку христијанството настанало врз основа на воскресението. Без воскресение ќе немаше христијанство. Христос е единствениот основач на верско движење кој ја предскажал својата смрт и воскресение како што и се случиле. Воскресение значи некој одново да оживее во ново, усовршено тело, откако претходното физичко тело умрело. Во рамките на библиското христијанско учење, воскресение, на грчки анастасис, означува повторно соединување на духот со неговото претходно умрено, а потоа оживеано и видоизменето тело, при што човекот одново станува комплетен – дух, душа и тело. Погоре веќе кажавме дека духот и душата, тоест нематеријалниот дел од човекот, при умирањето го напуштаат телото, кое без нив останува мртва материја подложна на хемиско распаѓање,
а духот и душата продолжуваат да обстојуваат во состојба, добра или лоша, која Господ ја определува, како и местото на кое духот и душата ќе суштествуваат, во Царството Божјо или во адот. Неспорно, најтешкиот дел за прифаќање на воскресението од страна на луѓето е оживувањето и воскресението на телото. Бесмртноста на душата е некако пошироко и полесно прифатливо верување меѓу луѓето, но воскресение на телото? Јасно е дека воскресение на починати луѓе во пракса не се случува речиси никогаш, па оттаму и тешкотијата да се верува во тоа. Луѓето велат, никој не се вратил од мртвите. На ваквата изјава може да се реплицира. Како прво, тоа тврдење не е сосема точно. Исус Христос буквално се има прошетано меѓу оној и овој свет повеќе од еднаш. Најпрво, иако тој бил во Бога и едно со Бога од искона до вечноста, во еден временски период дошол меѓу нас луѓето и тоа како човек, како еден од нас и меѓу нас. Значи дошол од оној свет, духовниот, во нашиот материјален свет. Потоа во човечко тело бил убиен, неговиот дух излегол од телото, а по 3 дена воскреснал од мртвите, односно неговиот дух одново се вратил во мртвото тело и тоа одново станало жива душа. Како таков, воскреснат од мртвите, цели 40 дена им се покажувал на мнозина, над 500 луѓе, општел со нив на начини на кои сите живи луѓе општат еден со друг. Потоа одново се вознесол на небото, а ветил дека во определено време пак ќе дојде овде на земјата, макар и на кратко, за да изврши воскресение и на другите луѓе. Ако сте скептични за овие теми, постојат многу убројни книги кои ги обработуваат овие настани. И затоа, читајте. Како втора реплика на приговорот дека никој не се вратил од мртвите, има уште еден библиски одговор. Меѓу веќе починатите луѓе, едни не сакаат, а други не можат да се вратат меѓу нас овде на земјата. Тие што не сакаат да се вратат кај нас, се во Царството Небесно, во друштво со Бога, со неговите ангели, архангели, серафими и херувими, како и со сите праведници кои починале пред нив. Ним не само што им е многу подобро таму, отколку овде, туку тие веќе се свесни дека нивното евентуално враќање овде на земјава би било бесцелно и непотребно. Според Светото писмо, меѓу починатите луѓе има и такви кои би сакале да се вратат меѓу нас, и тоа со добра намера, за да не предупредат. Види Евангелие според Лука, глава 16, стихови 27 и 28. Тоа се луѓето, чии души завршиле во адот, каде веќе се измачуваат, уште пред да им дојде судниот ден, кој ќе им го запечати страдањето за секогаш. Ним не им е дозволено да се вратат од адот на земјата, за да не предупределе да не одиме по нивниот пат, со следново образложение. Имаат Свето писмо, нека читаат. Ако во тоа не веруваат, нема да поверуваат и ако се врати некој од мртвите. Види Евангелие според Лука, глава 16, стихови од 29 до 31. Господ сигурно знае подобро од оние кои реторички манипулираат со изговорот никој не се вратил од мртвите. Деме како се вратил, тие ќе верувале. Па Исус Христос еднаш се вратил, воскреснал од мртвите. За веродостојноста на Христовото воскресение имало мноштво сведоци, и тоа во поголем број различни настани. Марија Магдалена, Марија мајката на Исус, Јоана, Петар и другите апостоли, група од над 500 души. Дополнително, гробницата во вид на мала пештера издлабена во карпа, во која што бил погребан Исус, веќе на 3-тиот ден по неговиот погреб била празна. Христовото тело никогаш не било пронајдено, а наместо тоа, стотици луѓе го виделе воскреснат и жив и општеле со него. Овде да кажеме нешто и за приговорот дека научно не е докажано дека Исус Христос навистина воскреснал од мртвите. А да прашам, на каков начин можела науката да го докаже тоа? Природните, емпириските науки подразбираат истражувања, докажувања на повторливи процеси или појави кои можат да се анализираат повеќе пати. Христовото воскресение не спаѓа во повторливи процеси и појави и природните науки немаат можности да го потврдат или демантираат. Но тука е историјата на помош.
Историјата бележи и еднократни процеси и настани, какви што се раѓањата, умирањата, животите и делата на поединци. Историјата во голема мера се темели на сведоци и на сведоштва, усмени и или во вид на записи. Во случајот со Христовото воскресение, веродостојноста на сведоштвата, на сведоците и на записите од тоа време во ништо не е послаба од веродостојноста на која било друга историска, еднократна, неповторлива случка од тоа време. Напротив, таа е многу поголема и посилно аргументирана. И на оваа тема постојат книги кои се бават со анализа на тие сведоштва, како и анализа на сведоците на Христовото воскресение и на историските записи од тоа време. И затоа, читај. И покрај ова, огромното мнозинство од луѓето се скептични за Христовото воскресение. И тогаш, и сега. Продолжуваат да не веруваат, па измислуваат своји објаснувања дека Исус 3 дена бил во безсознание, а потоа се освестил, или неговите блиски го украле неговото тело од гробницата, а кажувале дека тој воскреснал од мртвите, или дека тие што го виделе и општеле со него цели 40 дена, всушност халуцинирале. И денес да се врати некој од мртвите, мнозинството луѓе исто би се однесувале. Тој што одлучил да не верува, нема да верува, се додека лично не го доживее воскресението, иако тогаш ќе му биде доцна да ја измени својата незавидна состојба. Кога ќе умре човек, ќе живее ли пак? Прашал страдалникот Јов пред неколку илјади години, а мнозина прашуваат и денес. Векови подоцна, најуверливиот одговор на ова прашање го дал Господ Исус Христос, потврдувајќи го на дело преку своето воскресение. И да умре, ќе живее, одговара Богочовекот Исус Христос. Но како? Прво, со тоа што неговиот дух, кој е носител на личноста, воопшто не умира, туку само заминува кај Бога на оценување. А второ, и преку воскресението на телото и одново здружување на духот со своето старо-ново тело, процес кој може да го изведе само Господ Бог. Не веруваш во воскресение? Ништо необично. Еден од најголемите проповедници на Христовото Евангелие на сите времиња, светиот апостол Павле, по ова прашање го изјавил и следново. Што? Зарем вие мислите оти не може да се верува дека Бог воскреснува мртви? И јас мислев така. Свето писмо, Дела на апостолите, глава 26, стих 8. Забележете, кога говориме за тоа, дали упокоените можат да воскреснат, аргументот не е во тоа што мислиме ние, или што можеме или не можеме ние, или природата, или нашата наука, па дури ни тоа каква е досегашната статистика по тоа прашање, туку дали веруваме дека Бог може да воскреснува мртви. Зарем вие мислите, оти не може да се верува дека Бог воскреснува мртви? Вели Павле. Оттаму, кога ние луѓето меѓу себе дискутираме на оваа тема, поставуваме погрешна теза, ако еден со друг се прашаме, веруваш ли ти дека мртвите можат да воскреснат? Не баре тие самите можат себе си да се воскреснат. Сосема друга е тежината или леснотијата на прашањето, ако тоа гласи вака, дали веруваш дека Бог може да воскреснува мртви? Кој човек може да тврди дека постои нешто што Господ не може да го направи? Со какви квалификации, со кое знаење, со каков авторитет би требало да биде тој човек што ќе тврди дека Бог не може мртви да воскреснува? Одговорот на прашањето, дали мртвите можат да воскреснат, зависи од тоа дали веруваме во семоќноста на Бога, дали имаме доверба во тоа што тој го кажал и го направил. Ако му веруваме на Господ, тогаш речиси никакви дополнителни аргументи за воскресение од мртвите нема да ни требаат, зашто зборовите невозможно или тешко не постојат во Божјиот речник. Ако не му веруваме на Господ, тогаш никакви други аргументи нема да ни дадат поуверлив одговор. Значи, прво треба да се има предвид дека воскресението е дело на Господ, а Господ е тој што првично го создал човекот, и човечкото тело, и животодавниот дух кој го вдахнал во телото, после што тоа станало жива душа.
Господ го измислил, го осмислил, го дизајнирал човекот без ничија помош. Го создал од безживотна материја, која исто така тој ја создал. Сам го измислил човековиот геном, сам ги определил разликите и специфичностите на секоја човечка индивидуа, личност. Како може Господ да разликува милиарди луѓе? А зошто е тоа тешко да се свати и прифати? Па тој и сите небесни тела ги вика по име, а ги има многу, многу милиарди. Демек за современите компјутери вакво нешто не е проблем, ама за Господ било проблем. Некои луѓе имаат мислење дека Господ не може ни толку колку што може човекот или машините кои човекот ги создава, а ни случајно повеќе од човекот. Каков ли Господ и Бог замислуваат тие? Ако Бог еднаш создал, зарем не може да пресоздаде? Ако Бог еднаш од земниот прав создал жив човек, зар не може тоа одново да го направи кога мртвото тело ќе се претвори во прав? Што е тука тешко за верување? Не може ли мајсторот повторно да го направи тоа што веќе еднаш го има направено, дури и подобро и посовршено од претходното? Се разбира, за оние кои не веруваат дека Бог постои, целата оваа дискусија е безпредметна. Не дека не можеме да дебатираме за нивните наводни докази. Тие најчесто велат, да го видам Господ, па ќе верувам. А во исто време никогаш не виделе од мајмун да стане човек или од гуштер диносаурус, уште помалку виделе некоја нежива материја спонтано да се претвори во живо суштество, а сепак си веруваат во сето тоа. Нејсе, да се држиме до темата. За оние кои се декларираат како верници, прашањето за вера во воскресение од мртвите е прашање дали тие воопшто веруваат во тоа што Господ го кажува и го прави. Барем верниците треба еднаш за секогаш да расчистат со основните постулати кога е во прашање верата во Бога. А имено, Бог е Бог. Бог е семоќен. Бог знае се. Бог кажува дека Тој воскреснува мртви. Бог го воскресна Исус Христос од мртвите. Бог најавил дека ќе ги воскресне сите луѓе, едни за вечен живот, а други за вечна казна. И во кој дел сега го гледате проблемот? Може да се каже дека да веруваш во воскресение значи да веруваш во Бог, и да веруваш во Бог значи да веруваш во воскресение. Ако не веруваш во воскресение, тогаш не веруваш во Бог. Ако Бог не може да воскреснува мртви, тогаш малку вреди да се верува во Бог. Никој, па ни Библијата, а ни Господ, не кажува дека воскресението е природен и лесен процес, нешто што може да се случи туку така. Ни Христовите апостоли првично не можеле да прифатат дека Исус навистина воскреснал од мртвите. Читајте ги Евангелијата и ќе се уверите. Па и кога го виделе воскреснат, мислеле дека е дух. Но доказите биле силни. Ни тогаш, ни сега, воопшто не е лесна задача да ги уверите луѓето дека некој воскреснал од мртвите. И Светото Писмо вели дека воскресението е можно само со Божја интервенција. Исто како што ни првично човекот не можел да се создаде сами од себе или преку некакви спонтани природни процеси, туку бил Божјо маестрално дело и по дизајн, и по функционалност, и по индивидуалност, и по создавање како живо битие. Господ е семоќен по дефиниција и со самото тоа нема нешто што за него би било невозможно. Особено ако веќе претходно направил нешто слично. За таков мега проект, како што е воскресението на починатите луѓе, Господ определил време и настан во неговиот календар. Голем, спектакуларен настан. И тоа ќе биде чудо, се разбира. Чудата се манифестација на надприродна, божествена сила, моќ, знаење, умешност. Не се магионичарски трикови, туку дела кои не се во рамките на природните процеси, ниту во моќта на човекот, но не се надвор од семоќноста на Господ, кој онака еднаш веќе направил жив човек од нежива материја. Кога ќе умре човек, ќе живее ли пак? Ако тоа зависи од нас луѓето, одговорот би бил не. И да напредне науката до степен на кој од земна прашина човекот ќе може да синтетизира човечко тело, ќе недостасува ни кулецот на животот.
духот кој би требало да се внесе во синтетичкото човеково тело, за тоа да стане жива душа. А и тоа би било само создавање на нов човек, нова индивидуа, нова личност, а не воскресение на умрен човек. Човекот не може да воскресне мртов човек, но ако во равенката, тоест во погорното прашање, го внесеме Господ, одговорот е да. Затоа што Господ рекол дека човекот и да умре, ќе живее, а на Господ може да му се верува 100%. И затоа што и претходно веќе го има направено тоа. И затоа што тој е семоќен и нема ништо што за него би било невозможно. Ова е крајот на вториот дел. Во третиот дел ќе читаме зошто е значајно за нас Христовото воскресение.